мартинки, ќе ги поделиме за сите. И што е символиката на ксантиката? Значи, месецот се слави, веќе почнемо вака, ксантиката во Македонија, односно во античка Македонија, тоа е нели нашата Македонија, а некаде веќе 3000 години. Од каде го добила името Ксантика? По божицата Ксантија, која што била голема љубов на македонскиот бог Македон. Значи сега малку митологија македонска, античка, да, античка митологија. Тој имено бил многу заљубен во Ксантија, зашто била многу убава. Меѓутоа, како и сите големи љубови што завршуваат трагично, претежно, нели? Така и нивната љубов завршила трагично, со тоа што нели злите богови, за да ги разделат нив, Ксантија ја претвориле во цвеќиња. И така завршува нели приказната дека Македон продолжил да ја бара секаде Ксантија во цвеќињата, во природата, секаде вечно ја барал и така натаму. Сега ние овие нели ги правиме и ги викаме мартинки. Тоа е новото име на месецот Ксантик, како што се нарекувал по антички. Исто така тој месец Ксантик се сретнува името, неколку пати е спомнато и во Библијата. Значи, од прилика тоа е. И уште во античка Македонија се вртеле овие кончиња, бело и црвено, во кој што белото ја представува светлината, убавината, сјајноста, а додека црвената ја представува земјата, здравјето, јачината, силата. И како што знаеме, сигурно на сите вас, вашите баби и мајки ви врзувале така наречени мартинки околу раката, нели на 1 март и се носат до 31 март и потоа нели се врзуваат на дрво. Така, нели? И велат нашите баби, белото е за да бидеш бело, убаво, лично, а црвеното е да бидеш здраво, силно, истрајно. Барем мене така баба ми викаше, значи и љубовно, да, тоа е најважно. Значи, тоа е поентата, значи црвениот и белиот конец се усукуваат еден со друг, како што била љубовта на Ксантија и на Македон. Ете,